Добро и вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте. Што мисли народот на телевизија Стар на почетокот нова работна недела, мајска, и веќе полека се приближуваме во периодот на јуни, ќе заврши мај и јуни се месеци кои што се интересни за образованието од аспект на завршување на учебната година, па матурски испити и слично, полагање на матурски, а потоа ќе дојдеме и до запишување на ученици. Секој период си носи своја одредена тема која станува збор за образованието. Но ние вечерва ќе говориме не само за таа тема која што е најактуелна во моментот, туку и за се она што се случува во македонското образование, бидејќи во последната година и повеќе се говори за мерки кои што се преземат, за закони кои што се донесуваат за да се подобри нашето образование. Ние често пати би се чини и грешиме кога за високото образование говориме да влеземе на листата на Шангај, за основното или средното PISA тестирањето да имаме подобри резултати и така натаму и така натаму. Не, тук да го направиме нашето образование подобро и соодветно за она што го имаме како систем. За жал, последните денови, последните можеби месец дена, актуелна и безбедноста во училиштата од аспект на неколку настани, така да и околу тоа ќе говориме ова вечер сигурно, со директорот на педагошката служба во Министерството за образование и наука, Роберт Аџипетров. Господин Аџипетров, добро вечер, добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер, Тони, ви благодарам на поканата. Навистина е чест да се биде ваш гостин и повторно ќе говориме на тема образование. Со тоа што јас би напоменал дека кога зборуваме за образование, не можеме да мислиме само на ученици, учебници, наставници, оцени. Јас образованието го гледам како нешто поголемо. Тоа е можеби и главна антимиграционна политика и тоа е она што ја крира иднината на нашата држава. Нормално, тоа ги крира младите, а младите ги ја крираат понатаму државата, така да образованието како тема според мене не е само област на едно ресорно министерство, туку е основа за развојна политика на нашата држава. Па еве, ако само првата насловната страна ја видиме на Министерството за образование и наука, веднаш ќе се забележат некои интересни наслови. Демографските промени бараат оптимизација на училишната мрежа, мобилност на наставниот кадар. Образовниот систем активно се трансформира, младите да ги стекнуваат вештините кои се клучни. Национален надпревар за вештини наменат за учениците од средните стручни училишта. Така да точно не е само учебниците, има многу работи за кои што треба да се говори. И ќе говориме за нив од тој аспект, меѓутоа јас би сакал да започнеме со она што некако се наметнува како актуелно. Денеска забележав дека министерката заедно со градоначалникот на Скопје најави во основните училишта, не знам дали само во основните училишта во Скопје, забрана за мобилни телефони, некаде во некои училишта во Штип мислам дека веќе ја има. Пред некој ден бев во Оризари во Кочани, мислам дека и таму имаат, не ги носат децата телефоните во училниците. Ова е дел од идејата за поголема безбедност на учениците и воопшто во училиштата. Како во Министерството се гледа на овие ситуации, еве, на случајот во Ванчо Прке, на заканата во Битола на ученик, на она што вчера се случи ученик кој што наводно се представувал како сето тоа е закана за безбедност. Дали во реалниот сектор, дали во сајбер секторот, очигледно дека имаме проблеми. Па вака, Тони, јас прво би го прокоментирал првиот дел кој што го напоменал од аспект на самата интернет страница на Министерството за образование и би рекол дека поврзано со исилувањето, со демографијата и така натаму, многу од младите денес можеби не се селат од причини главни кои што биле во минатото. Главните причини можеби веќе и не се економски причини, туку проблем е што многу од младите не гледаат јасен правец во развојот на нашата држава, па затоа сметаат дека некаде на страна би имале повеќе среќа, би имале подобар успех, не толку од економска гледна точка, колку што би имале од аспект на јасен правец на движење на самиот живот и токму затоа Министерството е постојано во насока на унапредување на системот. Зошто е тоа така? Затоа што доколку имаме едно основно прашање дали му веруваме на системот, ако е одговорот не, тогаш треба да работиме во насока на унапредување, воведување на дигитални вештини, вештачка интелигенција, сето она што го напомена, а што се дел од активноста на самото министерство. Од аспект на безбедноста на училиштата, секако дека безбедноста е приоритет. За жал во изминатите неколку денови бевме сведоци на неколку изолирани, случаи кои што не се директно поврзани, и случаи кои што покажуваат одредени системски слабости во одредени области во кои што ние мора да работиме за тоа да го напредиме. Јас прво би говорил од аспект на систем, значи потребно е да работиме на она што е воспитна компонента. Знаете, зборуваме за воспитно образовен систем, воспитната компонента изостанува. Ова го имам говорено повеќе пати.
на повеќе гостувања и во иднина ќе го говорам, затоа што воспитната и образовната компонента се подеднакво важни. Подеднакво треба да имаат важност во самото образование и практично кога зборуваме за воспитно образовен систем, образовната компонента е посветена на оние индустријски потреби кои што ги има самата економија, кои што ги има стопанството, додека пак воспитната компонента е повеќе посветена на она што морално е исправно. Сега во насока на ова, општина Штип уште пред 3 години воведе еден етички кодекс, правилник за однесување на самите ученици и на наставниците, на сите вработени во училиштата. Сето тоа беше јавно промовирано и една од мерките беше токму ограничувањето на употребата на мобилни телефони. Основните училишта имаат изработено во Штип посебни катчиња каде што децата ги оставаат мобилните телефони и не ги употребуваат за време на настава, освен како што напомени министерката, доколку наставникот не оцени во даден момент дека би било поволно за самиот наставен процес да тие ги користат мобилните телефони како паметни уреди, односно да користат во насока на унапредување на нивниот образовен процес. Значи, ние тоа во Штип го имаме, освен ова во Штип воведовме и повеќе други мерки во насока на зголемување и на безбедност, но и во насока на социјална равномерност. Знаете, општина Штип веќе неколку години поред обезбедува училишни униформи за сите деца, на тој начин имаме унифицираност во поглед на изгледот, на тој начин полесно можеме да ги препознаваме нашите ученици и секој дека со тоа се зголемува како можноста за појава на социјални разлики, така и се зголемува безбедноста. И во исто би напоменал дека во рамки на безбедноста сите училишта во општина Штип, она што министерката го најави како мерка, веќе го практикуваат, односно наставници дежураат за време на одморите и за време на сите оние паузи кои што ги има во училиштата, се со цел да се зголеми безбедноста, значи секако дека во иднина е потребно повеќе да се работи на овие случувања. Би напоменал една многу друга, една важна работа, друга која што потекнува од институцијата која што јас раководам, педагошката служба во своите надлежности има надлежности во делот на асоцијалното однесување кај учениците и затоа и припремивме еден нов закон за педагошка служба кој што помеѓу другите промени предвидува и формирање на национална мрежа на педагози, психолози и социјални работници. Значи тоа не би функционирало на начин да најдобрите педагози, социолози, социјални работници од веќе кои што се вработени во училиштата да не ги повлекуваме од училиштата во администрација, туку да останат да работат во училиштата, но да ги ангажираме и да формираме од нив една мрежа која што училиштата понатаму ќе ја користат токму во насока на решавање на проблемите како што ви напоменавте пред малку. За жал, тие проблеми се појавуваат, но потребно е превентивно да работиме. Имаме ситуации, сум коментирал овие денови, има мислење дека не дека порано немало такви ситуации, но толку не се пријавувале. Не сум сигурен дека е така, но дали едно вакво, рековте и педагошката служба има свој удел во цела оваа ситуација. Дали има рецепт успешно да се справиме со ова, бидејќи имаме крајности. Имаме крајност на деца кои што тепаат девојче, го малтретираат, за мобинг говоревме досега, ова е веќе и сериозно физичко насилство. Штипскиот случај кој што е актуелен повторно овие денови, иако не е поврзан директно со училиштето, тоа се сепак деца кои што одат и на училиште, така да не треба да се занемари сето тоа. Од друга страна, минатата недела имав прилика да бидам представувам, реков, во Ризари, работевме со деца од една новинарска секција која што има таму. Еден спротивен пример на нешто што секој ќе го поддржи. Како можеме до толку да дојдеме да имаме толку спротивставени примери во цел. Не е ни чудно, не велам не, меѓутоа како да ги поддржиме оние кои што се позитивните примери за разлика од она што го имаме? Па впрочем за тоа и говорев кога реков дека е потребно да работиме на воспитната компонента, значи факт е дека на тие места каде што оваа компонента се уште постои, тоест каде што се уште се посветува доволно внимание, факт е дека децата не ја примаат како нешто чудно, не ја примаат како нешто ново и затоа имаат позитивно однесување и тоа е тоа кое што е искрено однесување, додека пак имаме места каде што таа компонента е запоставена. Не би обвинувал овде дали се наставниците или родителите. Знаете, министерката денес даде и изјава во која што рече дека да, училиштата сносат одредена вина, ние не можеме да ги амнестираме нив од ваквите појави, но сепак и родителите и самиот систем во кој што ние денес живееме генерира
За жал, вакви појави. Вие знаете и сте сведоци дека и урбана опрема во нашата општина се уништува, урбана опрема се уништува насекаде во нашата држава и тоа е нешто што боли затоа што тоа припаѓа на нашата држава. Најавата за видеонадзор ќе помогне бидејќи имаме таква најава. Дефинитивно би помогнала. Знаете, Тони, ние се обидовме во минатото со тој етички кодекс со истакнување, ако се сеќавате на државното знаме, со интонирање на државната химна. Многу тоа го видува како националистички потези, дека ете, сега некоја власт сака да практикува националистички, да ги истакнува символите на државата, а доколку погледнете, например, во Соединетите Американски држави, таму тоа е нормална појава. Значи, нормална појава да се истакнува државното знаме, нормална појава да се интонира и да се, дури тие имаат, одат чекор понатаму и самите ученици даваат заклетва дека му се верни на знамето и на државата. Која е идејата? Значи, не е дека вие сте верни на одредено парче од каенина, на некој државен символ, туку сте верни на државата на која што припаѓат и практично сето она што државата ви го нуди ќе го сваќате како свое, нема да го сваќате како туѓо. Тука се оние елементи кои што треба да практикуваат. Инаку од аспект на што можеме да преземеме, јас сум разговарал со психолози, професори, и секогаш сметам дека работата може да се исконтролира и дека работата може да оди во правилен правец, само доколку оставиме да работат луѓе кои што се професионалци во својата област и затоа секогаш за вакви работи, пошто се доста осетливи. Знаете, доколку излезат во јавноста, не велам дека треба да ги прикриваме, но доколку излезат во јавноста, доколку излезе на ученикот името и презимето во јавноста, веќе тој ученик, тој е невино дете. Значи, пред системот е невино дете, веќе тој ученик пред јавноста ќе добие еден друг печаток дека станува збор за, не знам, најголем престапник, дека општеството треба да го... А и за жртвата ќе имаме второстепена виктимизација, дополнителна? Затоа изборувам се дека секогаш е потребно да се остават оние кои што се експерти во област. И знам дека има примери од професори кои што се врвни во својата работа, од нивни секогаш велам дека е потребно да ги земеме најдобрите меѓународни искуства, па така да во Шведска примери кои што ги имаме за вакви настани, да оние ученици кои што прават вакви престапи, не би рекол дека тоа се престапници, затоа што тоа сепак се деца. Сите деца се невини и на сите деца место име внатре во системот, внатре добијат соодветно воспитно образовно да го поминат тој процес. Па во Шведска, значи, тие деца кои што направиле одреден прекршок се мотивираат да одржуваат општествено корисна работа, додека пак учениците кои што се позитивни примери, како што го напомена примерот на кој што си присуствувал, ученик кој што, например, е спремен да помогне на повозрастно лице, на лице кој што има одредена пречка, се истакнува јавно пред сите соученици и пречно помеѓу децата и помеѓу учениците се прави еден компетитивен дух да тие помеѓу себе се надпреваруваат. Знаете, во духот на самиот човек, на секој нас е да се надпреварува во нешто. Доколку го насочиме овој надпревар во правилен правец, тогаш ние наместо да се надпреваруваме кој ќе направи поголема штета, ќе се надпреваруваме кој ќе направи подобро нешто за нашиот град, кој ќе направи подобро нешто за општеството и во една таква ситуација кога ќе развиеме ваков надпревар помеѓу децата, јас сум сигурен дека децата ќе бидат подобри затоа што во основа ниту едно дете не е во самиот дух лошо дете, сите деца се добри, но системот ги искривува вредностите. Табула раса го знаеме, значи почнуваме сите од нула. Ова го говорам затоа што ние како служба имаме секојдневно советување и она што го напомена на почетокот дека во минатото можеби го немало, дека денес можеби го има. Јас ќе споделам одредени статистики кои што сме ги имале во минатото, значи мојата служба, педагошката служба пред моето именување годишно добивала едноцифрен број на пријави поврзани со асоцијално однесување во училиштата, а по закон училиштата се обврзани да побараат од нас мислење пред да спроведат второ советување. Значи замислете едноцифрен број. Тоа значи дека голем број од училиштата воопшто ова не го пријавувале, голем број од училиштата не велам дека училиштата не го препознавале, едноставно не го пријавувале. А со самото тоа што не го пријавувале, губеле можноста да добијат соодветна поддршка од лица кои што се соодветни да ја дадат таа поддршка. За да денес веќе имаме можеби троцифрен број на пријави годишно и постојано кај нас веќе во министерството се појавува потреба, веќе се е видлива потребата дека се потребни дополнителни човечки ресурси во овој дел и кога говорам за човечки ресурси зборувам за соодветен
човечки потенцијал. Значи овде ни се потребни луѓе кои што ќе знаат работата, луѓе кои што работат во делот на семенологијата, една нова област која што имаме во општеството, луѓе во рамките на психологијата кои што работат и кои што ќе работат директно со родителите, со децата и кои што ќе работат и со вработената стручна служба во училиштата и кои што ќе дадат поддршка. Доколку дадеме поддршка, нормално дека ќе имаме и решенија понатаму. Инаку исто би кажал дека самиот термин булинг е многу тешко кај нас да се преведе, значи што тоа би точно значело, дали е тоа врсничко вознемирување, врсничко малтретирање. Знаете, ние како термин го имаме доста отскоро усвоено, но за жал било присутно и во минатото и присутно и денес. И баш би сакал и сакам, ќе говориме ние за докаде е законот за високо образование, ќе говориме за матурските испити кои што се подготвуваат, за уписите на кој начин, дали има промени за првачињата и така натаму, за паралелките кои се оптимални, а сето тоа е во еден склоп на сите мерки кои се донесуваат. Но да се вратам на Шведска која што ја спомена и поврзано ми е со една колумна која што Роберт Чипетров скоро ја има напишано, кој ученикот чита, не разбира, алармот за македонското образование. Ние имаме ситуација на технологија која што владе и сакаме да правиме баланс на вештачката интелигенција, употреба на вистински начин, во интерес на учениците и така натаму. Од друга страна, скоро видов една информација во Шведска, владата препорача, мислам дека беше во Шведска, владата препорача враќање колку може повеќе на моливот и на хартијата. Баш во насака на ова колумната на Роберт Чипетров е кога ученикот чита, а не разбира. Аларм на македонското образование. Малку коментар околу ова. Мислам дека е проблем кој што се наметнува се повеќе и повеќе. Самиот текст произлегува од ПИЗа испитите кои што се одвиле 2022 година и ги коментираме тие резултати кои што се внатре, кои што покажуваат дека всушност еден од 4 ученици кај нас воопшто и не читаат. Не разбираат што читаат механички. Исто има еден интересен податок дека учениците во 4-то одделение се далеку полоши од тие кои што се во 8-то одделение, значи замислете во ученици во едно исто училиште, во основно оние кои што се 8 се далеку подобри од тие кои што во моментот се 4-то, што значи и отвара еден друг проблем, да тие кои што се во моментот се 4-то, кога ќе дојдат 8-то, таа разлика да биде уште поголема. Знаете, значи кога едно дете од 4-то одделение на 10-11 годишна возраст не може да го свати материјалот кој што го чита, кога ќе почне да чита материјал кој што е поспецифичен, потежок, би рекол, пред биологија, физика, хемија, ова разлика ќе се продлабочува. Сега овде доста луѓе би рекле дека она што го напомена дека виновна е дигиталната технологија, дека нашите деца денес се пред ние најлесно можеме да најдеме виновник на тој начин. Пред телефоните, но не треба да генерализираме. Јас така би рекол, значи никогаш не треба да генерализираме и овде е впрочем и првата замка која што се појавува, доколку генерализираме дека виновник е мобилниот телефон. Во тој случај дали тоа значи дека родителот е виновен затоа што му го возможил тој мобилен телефон на ученикот и токму затоа е потребно да се внимава на она што е традиционално и на она што е електронски и дигитално. Јас од секогаш сум велел, она и Министерството го вели, и владата на која што припаѓам го вели, еве во делот на учебниците, да, дигитални учебници, не сакаме да кажеме дека не сме за дигитални учебници, но сметаме дека традиционалниот учебник, он е во хартија кој што го има секој ученик пред себе, ќе му даде соодветно внимание. Исто така, сметаме дека ученикот кој што покажува одредени слабости и потешкоти во учењето не треба да биде изолиран веднаш, туку треба да му се даде соодветна поддршка. Исто сметаме дека доколку наставникот е соодветно вреднуван, затоа што колку и да изгледа тоа смешно и чудно, наставниците многу често од страна на јавноста, кога имаат барање, дали е тоа за покачување на плата, дали е во делот на нивните работни обврски, се напаѓање од страна на јавност и се смета дека тие не работат доволно, а постојано бараат одредени права. Сваќате, ова создава притисок врз системот. Значи, зависи во која ситуација, на која страна од масата се наоѓате, ви имате различни ставови за ниста работа, сето тоа ги нагризува основните структури на самиот систем. И практично овде е потребно да се работи и да од ученикот, уште еден текст кој што го имам напишано, да не се бара само да добие оцена, да не бидат младите само сертифицирани, туку да се бара да има соодветно знаење, да се сами ученик да свати дека знаењето кое што го добива, тоа е моќ, она што е и кампања на Министерството во овој период,
Знаењето е моќ, а знаењето кој што ќе го има еден ученик не може никој да му го земе и преку тоа знаење тој може понатаму да напредува во кариерата. Напредувајќи во кариерата ќе ги оствари оние своји лични цели кои што сите ние ги имаме во делот на добро финансиски стабилно семејство со добри и среќни членови на семејството, но во исто време ќе вратиме назад во општеството. Ќе вратиме назад во стопанството, ќе вратиме назад во економијата, во образованието, во медицината и практично етапно ќе ги решаваме проблемите. Практично постигнувајќи ги собствените цели, ние би постигнали и оние што ни се цели на државно ниво. Нашата држава е многу добра, многу убава држава и навистина останавме премалку за да губиме и понатаму во потенцијалот на човекот. Пред да преминеме на останатите теми кои што сметам дека треба да ги третираме оваа вечер, како штипјанец, како дел од Министерството за образование и наука, како го примивте во Министерството, кои беа првичните реакции кога се слушна за случајот во Основното училиште Ванчо Преки? Бидејќи некако беше затечени бевме сите дека може такво нешто да се случи. Не дека пораките кои се праќаат, се беше некако чудно. Како да ви кажам, навистина е изненадувачки. Јас ви тргнал прво како родител затоа што и моето дете беше една ученик во училиштето и практично дома се подготвувавме да заминеме во училиште кога ја прочитавме она изјава која што беше на социјалните мрежи дека настава нема да се одржува. Јас би го кажал, мојот прв личен впечаток беше дека некој направил нешто за да направи нешто интересно со самата веб страна, дека информацијата не може да биде точна, за да потоа се добро информирам. И знаете, првата информација кога имате ваков настан со ваква умисла да некој влезе во училиштето со одредена намера да уништи информатичка технологија која што е со значена вредност. И со план да ги испрска камерите, значи целосен план, очигледно. Видете, Тони, јас би рекол дека прво кога некој ќе влезе внатре во училиште и ќе се искачи на последниот крат, ќе ги на некој начин затвори одводите за да направи попела во училиштето, ви во исто време покажува некој кој што гениално размислува, но во тотално погрешен правец. Знаете, значи, јас не верувам дека некој некогаш би направил такво нешто со таква умисла, дури и во некои лоши сценарија да сака некој да направи штета, би направил штета и би избегал. Ова е премногу интересно осмислено за да се направи таков лош настан, но она што можам да го кажам е дека овакви работи се случуваат и ова не беше прв пат во штипските училишта. Сличен настан имаше во друго училиште пред некои 2 месеци, можеби не беше толку медиумски експониран, но сличен настан, така да се провлекуваше веќе по втор пат и беше известна и министерката Весна Јановска со оглед на тоа дека наставата беше во прекин одреден период и додека се самата штета санираше, додека да се откријат вистинските мотиви, да се отстранат оние некои мотиви кои што би можеле да значат загрозување понатаму на безбедноста. Ова беше впрочем на првото размислување во министерството, да како се реагира, доколку мотивот не е само да се направи штета за да се биде интересен пред македонската јавност, да се отстранат сите можни други закани, да не навлегувам во можности од некои терористички побуди. Не би сакал да го предимензионирам самиот случај. Кога тоа се отстрани, кога се види дека станува збор за малолетничка деликвенција, би рекол на некој начин, веднаш беше полесно, штетата ќе биде надоместена, училишната зграда е осигурана, но е по закон тоа што се следува, така да направени соодветни записници. Од она што го знам, не би сакал да навлегувам во истрагата, е дека Министерството за внатрешни работи веќе си има прилично добро завршено таа работа и дека се на добар трак да целосно го расследва тој случај, но пак во интерес на она што го работи Министерството, во интерес на заштитување на истрагата која што тие спроведуваат, не би коментирал повеќе. И сега се сетив еден случај кој што така не доби многу публицитет во јавноста, беше сериозен. И за среќа не доби, бидејќи нема и сега така во некоја форма, нема да кажем ниту кое училиште, бидејќи ми се чини дека со TikTok, со социјалните мрежи, дури повеќе им се дава идеја на учениците. Не знам како заврши сето тоа, но кога кажавте дека асоцијалните појави се во доменот на педагошката служба, во едно штипско училиште се знае дека ученици со помош на вештачка интелигенција направија фотографии од наставници и така натаму навредливи, имаше средби со родителите, потоа мислам дека се дозна како и што е, како на пат да се застане на ваквите работи.
Тоа е пак дел од она со што започнавме на некој начин. Од секоја лоша работа, јас прво би извлекал она што е позитивно, она што е позитивно и она што го зборувам постојано, дека учениците имаат креативноста, да штета што ја користат за во лоши насоки. Значи креативноста овде постои, тие треба да го искористат, но да се поттикнат да работат во правилен правец. Ова се, знаете, во образованието многу често имаме вакви случаи кои што на прв поглед за јавност изгледаат како едноставни, но се навистина тешки да ги решавате, затоа што станува збор за деца. Било каков потек кој што би бил погрешен, потек кој што би бил надвор од она што е правилно да се постапи, може тоа дете да има последици понатаму во животот. Не би сакале да влијаеме на неговиот понатамошен развој, напротив би сакале корективно да постапиме за да во иднина тоа да не се повтори. И затоа јас би, моje лично мислење, и верувам дека Министерството во даден момент ќе работи во таа насока, би користел меѓународни практики во овој дел, кои што се доста позитивни, дали тоа би било Шведска или некоја друга држава, помалку битно, навистина не е битна државата од каде што ќе користиме добри меѓународни практики, но би ги користел за да ги унапредам ситуациите и во нашата држава. Нема ништо лошо во тоа да се ископира оној кој што правилно постапува, да се тоа овде применува, а нашите ученици, како што и прокоментирав, се навистина премногу добри доколку правилно се насочат. Не верувам, не сакам да бидам грешно сватен, дека изнесувам некој, можеби би рекол дека ова е моје лично мислење, но нашите ученици се навистина премногу интелигентни, тоа е моје лично мислење, така да доколку правилно го насочиме нивниот потенцијал, сигурен сум дека тие во иднина ќе ни вратат со многу добро. Треба да заборавиме на тенденција веднаш прво да бараме виновници наместо да бараме решени. Тоа ние веднаш ние обвинуваме родителите, наставниците, училиштата, министерството, не бараме решение. Само бараме виновници и обвинуваме. Тоа е погрешно. И то ни барам внимание кога станува и трпение кога станува збор за ученици и кога станува збор за нешто што е директно поврзано со пред се со менталното здравје на учениците, внимание, трпение како од медиумите, така и од јавноста. Понекогаш избрзуваме сите ние со коментари, со заклучоци, но треба да сватиме дека секој едно дете е подеднакво важно. Во моментот кога министерството, во моментот кога градот, училиштето или ние како поединци ги се откажеме од еден ученик, сме се откажали од се. Значи, нема откажување. Едноставно, ниту едно дете не смее да биде изоставено и она што го кажав, секој дете, и она кој што има потешкоти, си има из ова во законот и си има из ова правила што треба може да се направи специјален тим, да се направи индивидуален образовен план, програмата од дете директно да се следи, да се работи со него, стручната служба да работи со него и на тој начин да се посвети внимание и верувам и постојат примери каде што ова ситуација е соодветно коригирана и понатаму има среќен крај. Ми се чини дека ако говориме, ајде ќе почнеме, ќе стигнеме на крајот високото образование. Основното образование е и средното. Средното во моментот е актуелно по подготовката на матурските испити, таму е вниманието. Мислам дека пак ќе биде моделот како минатата година на едно место да бидат истокот, мислам дека ќе биде овде во Штип, но малку повеќе ќе ни кажете вие за тоа. И меѓу другото што е другото што е актуелно, мислам дека тенденцијата во последните години да имаме средно образование кој што ќе биде повеќе стручно и веќе ќе ги насочува учениците, средношколците кон она што во иднина му е потребно на македонското општество од аспект на кадри. Ако погледнеме во минатото како се одвива активностите во овој дел, тогаш ќе видиме еден период во кој што гимназијата беше таа која што ги имаше приматот, додека пак на средното стручно образование се гледаше како место на ученици кои што имаат беше најатрактивно да се добрите ученици, другите се послаби, слабите одат во струка. Послаб успех. Денес гледаме една сосема поинаква ситуација да учениците преферираат да изберат средно стручно образование затоа што добиваат соодветна насока, затоа што се стимулирани со дуалното образование од компаниите со платени пракси и така натаму, и затоа што средното стручно образование едноставно нуди, и тоа е факт, нуди доста поволности, доста области, нуди доста специализации, каде што младите ја гледаат перспективата и ја гледаат иднината. Знаете, доколку образованието како еден систем нуди на младиот човек предвидливост во рамките на својата иднина, тогаш што е млад човек ќе го избере тоа образование, и доколку ние како држава се успееме да тие ученици ги мотивираме да иднината ја гледат овде во нашата држава, тогаш ќе ја немаме
и ќе го немаме исилувањето и ќе го решиме тој горчлив проблем на нашето општество. Така да, средното стручно образование е доста атрактивно, но она што би го напоменал за гимназиското образование дека имаме промени во делот на полагањето на матурските испити и би ги советувал идните средношколци да внимаваат кога бираат сега и кога ќе се запишуваат во средно образование. Уписите се од 12 до 15 јуни првиот уписен рок, додека вториот е на 23 јуни. Затоа што матурските кои што ќе се полагат од ова година покажуваат веќе разлика. Знаете, на 11 јуни мислам дека беше датумот, ќе се полага матурски испит државна матура за мајчин јазик, додека пак на 13 јуни ќе се полага стручна матура за мајчин јазик. Значи веќе имаме мајчин јазик, македонски јазик како дел од онаа матура кој што ќе се полага на ниво на државна матура и на ниво на стручна матура. Која е разликата? Државна матура ќе полагаат учениците кои што се во 4-та година сега во гимназиско образование, додека пак стручна матура ќе полагаат учениците кои што се во средно стручно образование. Која е идејата, кој е планот? Планот е дека постојат разлики во самата наставна програма. Знаете, учениците во гимназиско образование има 4 часа неделно македонски јазик, додека пак тоа во средно стручно образование е помалку, чинам дека се 3. Што значи дека неравномерно самите ученици добиваат од наставниците внимание, неравномерно добиваат материјал за изучување, што значи дека матурата не може да биде како што беше до сега иста и за едните и за другите. Во превод ова значи дека она што учениците не би ги интересирало, да го кажеме со нивни зборови, државната матура би била на лик потешка за разлика од средно стручна она матура која што ќе се полага, но таа матура ќе возможи поголем избор во рамки на понатамошно продолжување на образованието, за разлика од матурата која што ќе се полага во средните стручни, која што дава конкретна насока кон она што е избрано во средно стручно. Идејата крајна е да оној кој што се насочил и кој избрал средно стручно да биде неговата понатамошна патека, да веќе е насочен комплетно во овој дел и да го избере и понатаму и високото образование да биде соодветно на струката која што избрал, додека пак учениците од гимназиско образование би имале поголем избор овде. Зошто да внимаваат при уписи, оние кои што си имаат одлучено, јас верувам дека ќе бидат навистина добри во средно стручно, но оние кои што може би сметаат дека гимназиското образование во овој момент ќе им даде повеќе можности во иднина, тогаш ги уверувам дека и гимназијата во Штип е навистина едно прекрасно место. Од технички аспект има ли промени од минатата година? Мислам дека повторно универзитетот Гоце Делчев ги става на располагање своите амфитеатри, од истокот сите мислам дека во Штип. Дали има некои новини од технички аспект, бидејќи тоа е важна информација за родителите кои што треба да размислуваат? Училиштата од Штип ќе го полагаат испитот државната матура во просториите на универзитетот Гоце Делчев Штип. Идејата е јасна, да се намали можноста за мамење, да се искористат овие поголеми просторија, додека пак од технички аспект би напоменал дека за прв пат Министерството излегува на едно барање на учениците кои што се привлекуваше 18-19 години, колку што се испроведува матурата, да се најде механизам како да се бориме. Знаете, матурата се полага во јуни, јуни е карактеристичен како релативно топол летен месец, период во кој што се полага од 4 часа, па резултира со навистина топли простори. Затоа Министерството, тоа е Државниот испитен центар, одлучи да го помести тестирањето и од оваа година она што е новост е дека тестирањето ќе започне во 9 часот, останатите работи остануваат исти како и до сега и ја користам приликата да им посакам успех на сите кои што ќе полагаат државната матура и се надевам дека ќе имаме подобри резултати од тие кои што беа минатата година. Причина за овој мој оптимизам е затоа што оние кои што ги постигнавме лани беа подобри од тие во претходната година. Тоа беа насловите минатата година, дека успехот на матурата беше повисок од претходната. Доколку го земеме фактот дека се полагаше овде во Штип во амфитеатри, доколку го земеме дека тоа намалуваше можноста да се користат дали е технологија, дали други недозволиви средства за мамење, да имате подобри резултати, навистина покажува дека учениците лани имале соодветно знаење и биле навистина на ниво на задачата. И покрај тоа што дел од нив тврдеа дека можеби стресот ќе влијае. Знаете, во Штип во минатото ние спроведувавме пробно тестирање во рамките на државната матура. Први бевме како град кој што тоа го правевме и тоа даде соодветни позитивни резултати, го намали стресот кај учениците и им покажа дека навистина
она анксиозност која што може да се јави, која што може да резултира со здравствени проблеми и не треба да ја чувствуваат, така да тие им останува само да се посветат на своето знаење, да го преточат тоа на хартијата која што е пред нив и резултатите несомнено ќе дојдат. Ми се чини дека некако најчувствителни се работите, чувствителни од аспект на реакциите од јавноста, во моментов се најчувствителни, можеби не веќе толку, но беа во извесен период од Законот за високото образование, но од друга страна чувствителни се секогаш во основното образование најмногу. Од аспект на паралелки, дали ќе бидат со повеќе ученици или помалку ученици се бараат дозволи од училиштата. Од аспект на тоа дека видов некаде наслов дека некој од подрачни училишта ќе се затвараат затоа што нема ученици, па имаше некои предлози како да се користат и така натаму и така натаму. Од аспекта на оптимизација, што е поврзано со ова што го говорам, но секако и од аспект на основните училишта, сегрегацијата, идејата за реонизацијата да се почитува и така натаму. Ова се прашања кои што се чувствителни затоа што, знаете, возраст во која што родителите размислуваат децата со кој ќе им учат, каде ќе учат. И малку, знаете, средношколците, студентите веќе се колку толку личности со ставови кои што знаат и да бараат. Овде се интересите на децата, родителите имаат уште влијание и малку потешко да се најде заедничко решение. Овде Министерството има не баш лесна задача. За сите овие работи да видиме во една слика. Тони одговорот би го дал во еден збор, па потоа би дал да прокоментираме, елаборација на самиот збор, впрочем и го наведе во своето излагање. Оптимизацијата е одговор на сето ова што досега го напоменав и практично оптимизацијата е единствено решение на сите работи за кои што зборувавме. Оптимизацијата како поим многу луѓе ја погрешно сваќаат како затварање на училиште. Едноставно во јавноста кога зборуваме за оптимизација, многу од нас знаат да кажат фин начин на министерството, фин начин да се представи на политика на буквално на затварање на училишта со еден збор кој што можеби изгледа фино, па многу сакаме да го користиме како министерство, како представници, како носители на јавни функции. Нели, дека министерството сака да ги навлече, а во суштина да ги оштети. Тоа е моето мислење и мислам дека тоа е видувањето на јавноста, дека се труди некој да манипулира со користење на еден фин збор, да представи појава која што воопшто не е фино, напротив е појава која што за нив е лоша. Сега, зошто оптимизацијата не треба вака да ја сваќаме? Оптимизација, самиот систем, образовен систем вака како што е поставен, направен за едно време во минатото кое што за жал денес го немаме. Знаете, во минатото кога јас сум бил ученик, учениците имале по 30 и повеќе деца, навистина имало голем број на ученици во сите училишта. Така да системот е поставен за тој момент, бројот на наставен кадар кој што е вработен е ангажиран за тој период, а додека пак денес, како што минуваат годините, сведоци сте и вие медиумите, сведоци дека и јавноста, и она што е многу интересно е дека јавноста доста често ги критикува тоа кога се формираат паралелки со помалброј ученици. Зошто се формираат паралелки со помалброј ученици? За да може да се обслужи систем кој што е креиран да функционира за некое време кој што напоменав, кој што било во минатото. И овде лежи практично суштината на оптимизацијата. Доколку погледнете вие во Европа, еве во Велика Британија, големината на една паралелка во основно образование е 18 деца, доколку погледнете во Македонија, големината или она рација кој што имаме наставник на број на деца е еден наставник на 7 деца или на 8 деца, зависи каде говорите. И кога ова бројка ќе ја споредиме со Соединетите американски држави, тука имаме бројка еден наставник да е вработен на 20 деца. Значи замислете, држава како Америка со ресурсите за кои што располага има еден вработен наставник на 20 деца, држава како Македонија има еден вработен наставник на 8 деца. Сето тоа е поради тоа што се одржува да функционира систем направен во минатото. Исто би прокоментирала една работа која што во јавноста многу често циркулира, која што не ја напомена во твоето излагање, е дека зошто тоа се вработува постојано наставен кадар. Многу често знаат да кажат зошто мора секој пензиониран наставник веднаш да биде заменет, па некој оди во насока на политизација на целата ситуација, партиски кадар се вработува. Едноставно, доколку ќе дадам еден најпрост пример за да ме свати јавноста, доколку наставникот по биологија во едно училиште поради старосна пензија замине во пензија, доколку вие тој наставник не го замените, ќе биде потребно да ги споите класовите во еден.
за да може да ги обслужува тој наставник кој што останал доколку воопшто останал наставник внатре. А додека пак кога ќе биде потребно да ги обслужите часовите на наставникот по англиски, затоа што може би имаме тројца наставници по англиски, ќе треба повторно класовите да ги раздвојуваат. Значи класовите ќе треба да се формираат според наставникот во даден момент и во даден предмет. Воопшто ќе нема еден клас, туку ќе треба да се формира клас за часот по биологија, затоа што наставникот по биологија не е заменет, а додека пак наставникот по англиски јазик може би има уште 10 години до пензионирање, таму воопшто нема да го правиме тоа. И ова се работи кои што не се можни да се направат. Затоа е потребно да процесот на оптимизација да започне и да се соочиме со она што е реалност, и многу е битно да се знае дека во самиот процес на оптимизација министерството она што сака да го направи, ниту еден наставник да не остане без работа. Значи наставниците ќе бидат овде згрижени и затоа што имаме еден друг интересен проблем, да немаме соодветни наставници во училиштата. Едноставно во нашиот град можете да го проверите ова, и нема наставник по физика доколку ви е потребен. Таков наставник, нема наставник по математика доколку ви е потребен, така да вие не можете да си дозволите наставниците кои што ги имате да ви останат без работа. Во делот на она што го напомена со подрачните училишта, има некаква најава забележа, да? Оние училишта кои што се оддалечени од централните градски училишта повеќе од 15 км би обстанале, затоа што навистина мака да овие деца ги секој ден приморувате да патуваат, но оние кои што се на доволна близина до централното училиште, доколку престанат да постојат, би овозможено на учениците да имаат една покомпетативна средина и да подобра социализација, едноставно да се надпреваруваат со своите врсници и да имаат подобро образование. Дискриминаторно однесување да вие еден ученик од прво одделение го чувате во едно подрачно училиште, да биде сам или со некои ученици кои што не се негови врсници, и да му го спречите да ја чувствува онаа радост да биде со свој другарчиња кои се на иста возраст, во една група каде што ќе гради компетативен дух, каде што ќе се надпреварува и каде што понатаму ќе расте. И би дал овде еден пример. Во Штип, подрачното училиште на основното училиште Ванчо Преке, ова го имам повеќе пати зборувано, место каде што имавме неколку ученици, не постои веќе како подрачно училиште, овде имаме активности во насока на продолжен престој, и во оваа зграда во овој момент има преку 120 ученици. Значи, замислете од зграда, од простории кои што имале само неколку ученици, денес имаме 120 ученици. Зградата како објект не памети да во неа престојувале таков голем број на ученици во своите најдобри времења, а еве денес е тоа вратено. Така да оптимизацијата ги решава проблемите во повеќе сфери. Сега потребно е да имаме соодветно трпение, не може и министерството ниту државата да го процесот спроведе преку ноќ. Така да бараме трпение во овој дел, а инаку би било навистина решение за многу проблеми кои се појавуваат во образованието. Една тешка борба, реков, цело време со тие пресуди за сегрегација и слично, и почитување на реонизацијата. Постојано се говори тоа, некако тешко ни оди да го прифатиме. Во делот на сегрегацијата, да, имаме училиште во нашиот град. И се побрза со реализацијата на крајот. Да, јавноста многу добро го знае целиот проблем, но проблемот не се толку поврзува со, е проблем на реализација, но е проблем на недостаток на ученици. Значи, во нашиот град во последните 9-10 години имаме по просек 400 ученици кои се запишуваат во прво одделение, распоредени во 5 училишта, доколку земеме во предвид дека 2 од училиштата добиваат околу 250 ученици, на останатите 3 им остануваат 150 ученици за да ги формираат потребните класови. Тоа значи дека секој училиште природно се надпреварува да привлече повеќе ученици за да може да ги обслужи своите вработени. И во една ваква насока имаме формирано еден надпревар, вештачки, во дел на надпревар за ученици. Знаете, нашите училишта, доколку ги отворите нивните веб страни денес, доколку ги погледнете веб страните, не само на основните, на некој начин. Буквално кампања, една од главните активности на училиштата е насочена кон постојана промоција, себе промоција, да привлечат колку што можат повеќе ученици. Така што некако не е логично, да бидеме реални. Би споделил информација која што добив вчера, не од Штип, од град во близина на Штип, конкретно од Кочани, да родителите во разговор со директорите од овој град, да родителите буквално имаат по 3 покани од 3 различни училишта да нивните деца ги запишат во училиштата. И сега овде дури и се губи смислата, но би прокоментирале како можат 3 училишта да пратат нисто дете покана,
кога тоа дете припаѓа на даден реон, но веќе училиштата реонот го гледаат како можност за надпревар. Знаете, и во ситуација кога имате доволно простор во било кое училиште, на секој родител му се остава. Законот му остава можност да изврши манипулација и да го запише своето дете, онаму кое што лично не му одговора, во една таква ситуација, оно училиште кое што може би има по некоја причина негативна репутација би било изоставено од желбите и би имало проблем со недостаток на кадар. Ние како додека бев вработен во општината, заедно со директорот на училиштето, бевме во студиска посета на Република Хрватска, исто држава која што било обвинета за сегрегација, за да погледнеме како таму е решен овој проблем и можам да констатирам, а сигурен сум дека и оние кои што беа со мене во таа студиска посета, дека видовме како во Европската унија проблемот воопшто не е решен, туку имаат направено еден систем на, би рекол, уште полош од она што се случува во нашата држава, на насилна асимилација на населението и претопување кон друга националност со цел да се избегне сегрегација. Значи, замислете сега ситуација во која што за да решите проблем со сегрегација ги приморувате луѓето од даден етникум да се приклонат кон друг етникум и на тој начин тврдите дека нема сегрегација. Тоа е сосема во друга насока. Сакам да кажам, станува збор за проблем кој што во нашиот град 15 години бил ставан под тепих. Проблем кој што е навистина тежок и проблем кој што не може да се реши денес, но и проблем кој што дополнително се влошува со намалениот број на ученици. Доколку бројот на ученици повторно почне да се зголемува, под една таква претпоставка, јас тогаш гарантирам дека сегрегацијата како проблем воопшто нема да биде тема на разговор. И да го тргнеме проблемот значи реонизацијата која гледаме не само како решение на проблемот со сегрегацијата, бидејќи реонизацијата не е тоа. Реонизацијата веројатно треба да доведе до ситуација, мислам дека се коси со одредени стандарди и сето тоа да имаме училишта кои што се попопуларни, па елитни, па значи ние имаме во Штип, се знае, сите велиме имаме некој елитно училиште кај што сите сакаат да одат таму, па се измислуваат, одат и земаат станови под кирија или жителство за да одат таму. Како да дојдеме до ситуација да еднакво бидат интересни и атрактивни сите училишта? Бидејќи факт е дека, мислам, често пати тоа се потврдило во минатото. Руралните средини биле неатрактивни, а излегувале ученици кои што постигнувале одлични успеси. Забележливи успеси и подоцна во кариерата. И како на ова да кажам веќе... Би дал еден пример токму во насока на што сега го прокоментира, е дека минатата година или пред 2 години, не паметам добро, но не е ни толку многу битно, во доделување на награди за најдобри средношколци, сите најдобри средношколци потекнува од едно училиште, кое што училиште токму има проблеми со сегрегација и проблеми со рейтинг. Практично најдобрите ученици, најдобрите средношколци потекнуваат токму од тоа училиште. Инаку во насока напоменав дека се трудевме да научиме и од меѓународни практики, не видовме решение таму. Во минатото, тоест во овој период, училиштето, менеджментот на училиштето се трудеше да го дигитализира. Тоа е едно буквално најдигитализираното училиште од сите училишта со смарт таблет, со опрема во секоја просторија, во насока на зголемување на интересот да учениците овде се запишуваат. Општината имаше акцијски план во насока на обезбедување на позитивна дискриминација, во насока на обезбедување на бесплатен превоз за ученици кои што се сегрегирани да патуваат до другите училишта, да ги мотивираме, овие ученици да ги изберат другите училишта и тоа не вроди со плод. Станува збор за еден проблем кој што, како што напоменав, долго време е ставен под тепих и кога еден проблем ќе тлее така под тепих долго време, станува проблем не само на училиштето, туку станува проблем на менталитет на население и проблем кој што е многу тешко решлив. Инаку би дал еден позитивен пример за училиште кое што во минатото можеби не било сметано за многу атрактивно, да денес е впрочем и неатрактивното училиште заради тоа што градот во тој дел постојано расте. Така да ние во овој момент имаме училиште кое што нема никакви проблеми, кое што во минатото се соочувало со сериозни проблеми. Така да постои можност да ова сето се промени, но пак ќе напоменам, Тони, најбитно од се е да се оптимизираат условите, да она кој што училиштата го нудат одговора на потребите на учениците. Знаете, училиштата постојат за учениците, учениците не постојат за училиштата. И доколку ние ги оптимизираме училиштата и ресурсите со кои што располагаме, доколку условите се тие кои што ни се потребни денес на НАФ, тогаш воопшто нема да постои надпревар за привлекување на ученици, кој ќе постои надпревар за постигнување на подобар успех.
тогаш проблемот во делот на реонизација ќе го немате. Исто би споделила една информација дека се размислуваше во даден период да се прави реонизација за ученик, затоа што секој училиште има потреба од одреден број ученици за да формира одреден број на паралелки и ова да се направи, но и овде имаме премногу ситуации кои што едноставно ја прават ова работа неодржлива, дали тоа е работно место на родителите, дали тоа е каде учи повозрастниот брат или сестра, затоа што тој има влијание во сите овие работи, така да едноставно решение да се оптимизираат условите со кои што располагаме и нормално доколку ти одговараат на бројот на децата, јас гарантирам дека реонизацијата ќе се почитува во целост и тогаш ќе го немаме овој проблем. Ако се подсетам на времињата во кои што јас учев, ми се чини дека во тоа време самите училишта правеле, јас сум учел во Страшов Пинџер во Карвинци, со одлични резултати, 2 пати ученик на генерацијата. Тој во Штип, во гимназијата не ставија во кецот сите од селата, во петка елитните и така натаму и така натаму. Еве се подсетувам на нешто што можеби е контра од ова што денеска се случува, бидејќи денеска самите родители сакаат таму да одат, а училиштата сами си правеа одредени класови кои што беа такви. Така да не сме отишле далеко, само сме ја испревртеле ситуацијата. Понекогаш се случуваат и вакви работи, но повторно би рекол, образованието не е процес кој што започнува и завршува во рамки на училиштето. Образованието е процес кој што за секој дете започнува од најмала возраст. Така да и јас лично сум бил сведок на многу вакви настани, да, сум поминал сличен пат, сум бил ученик на генерација, сум бил студент на генерација, сум бил прв во дел на постдипломски студии понатаму, како лични успеси, но повторно ќе кажам, доколку личните успеси ги насочиме кон постигнување на одредени лични цели, но при тоа се трудиме да вратиме назад во општеството, тогаш овие ситуации еден ден ќе ги гледаме назад како навистина смешни и неважни и небитни и нели ќе дадеме назад кон средината од која што потикнуваме, доколку дадеме назад во средината би било подобро место нормално за нашите деца, затоа што на крајот на денот животот за тоа се и сведува, знаете, и политиките на владата се сведуваат за тоа, за семејството, за фамилијата, за едно нормално традиционално македонско семејство, доколку тие услови бидат исполнети, тогаш и државата би била добра. Така да се е некако поврзано помеѓу себе. Како и да, мене ова ми беше паралела на тоа што се случило во минатото. Очигледно има многу да се работи. Да го опфатиме и законот за високо образование, бидејќи привлече многу внимание, мислам дека некако јас мислев дека работите стивна и реакциите од време на време пак има обвинување и дури во емисии забележав реакции дека не е добар законот, дека има одредени пропусти. Докаде е овој закон, дали е финализиран на таа форма која што ќе излезе пред пратениците? Она што би сакала да го започнам во делот на законот за високо, без да навлегувам на старт во елементи и во детали кои што произлегуваат од него, е начинот на кој што беше создаван овој закон за високо. Имав прилика да присуствувам на настанот кој што се одржа овде на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што буквално професорите од сите факултети има можност да разговараат директно со министерката и сакам да споделам со јавноста како тоа изгледаше, затоа што можеби јавноста не е доволно информирана како тоа министерката пристапи кон професорите и на кој начин се одвиваше работната атмосфера. Министерката буквално на настанот присуствуваше со свој лаптоп и забелешките ги Да, бев присутен и знам кој ќе каже некој да тоа може и веднаш се говори. Веднаш значи тоа не може. Тоа сакам тоа да го посведочиме дека буквално министерката беше отворена за секоја една креативна, би рекол конструктивна забелешка која што имаа професорите во рамки на креирање и создавање на подобро законско решение за сите нас. Значи, воопшто не станува збор за суета, воопшто не станува збор за лична желба и воопшто не станува збор за хир, како што многумина сакат да го опишат, или дека некому му текнало да прави нешто за да направи штета на некој друг. Идејата е сосема поинаква. Потребно е високото образование да започне да испорачува резултати кон општеството, затоа што е должно да му испорачува резултати на општеството од кое што зема плати. Знаете, професорите во високото образование се сериозно платени за работата која што работат. Некои од нив платите ги добиваат и за само 2 часа во недела, нешто што може да го исто провериме и потребно е тие 2 часа додека се на работа да ги искористат во насока на враќање назад кон
општеството. Наместо да го трошиме времето непотребно да критикуваме, секој од нив имаше прилика, дали тоа ќе биде во Штип, дали тоа на некој од другите универзитети каде што министерката беше присутна, да дојде да се соочи, да ги даде своите забелешки, своите критики, и како што напомена, беше сведок Тони ти, буквално министерката лично забелешките ги внесуваше во она што беше предлог текст на законот, и многу од нив беа прифатени на самото место. Зборувам за процес во кој што имаше сигурно повеќе од 100 присутни, сигурно повеќе од 100 луѓе би можеле да посведочат за овие активности. И овде би надоврзала една друга работа. Пред кога законот влезе во процедура, во владата имавме настан на кој што министерката, председателот на владата, но и сите ректори од сите државни универзитети беа присутни, и сите со свое обраќање на македонски јазик, исто многу важен детал според мене, дадоа своја поддршка за законското решение во насока на тоа дека истото представува текст кој што можеби би можел да претрпи одредени корекции, но представува текст кој што дава надеж во иднината на високото образование. Велам дава надеж затоа што ние никогаш не можеме 100% да тврдиме дека нешто што е во теорија добро ќе функционира во пракса 100%, но дефинитивно дава надеж дека ќе се вратиме на оние патики кои што ќе дадат верба на младите во образованието. Оно што го напоменав на стартот е дека доколку тие веруваат во самиот систем, тогаш системот ќе го користат и ќе останат овде во нашата држава. Доколку не веруваат, ќе имаме ситуација како и што беше ситуација до денес, да се спориме дали имаме универзитет на Шангајската листа. Имаше и такви коментари дека воопшто сме немале никогаш универзитет на Шангајската листа, па дека сме имале, али никој не знае точно на кое место е бил. Ке споделам информација и од овој дел во личен разговор со амбасадорката на Народна република Кина, која што е практично потекнува од државата каде што се креира Шангајската листа. Она што ти имаат увид како амбасада во нашата држава, информацијата дека универзитетот Кирил и Методија на некоја 2300 позиција на таа листа, додека погледнеме по факултети, можеби некои од факултетите и на позиција од 1700 до 1800, не би точно прецизирал кој е, но овде е тоа, додека пак и универзитетот Гоце Делчев од нивните видувања дека доколку биде соодветно воочен од страна на овие институции во Шангај, дека и тој би можел да добие рейтинг кој што можеби некој ќе ги изненади, што значи дека основа за работа има. Овде сме, добри сме во дел на основата, но потребно е законот да ги даде придобивките кои што ги во теорија очекуваме и конечно имаме нешто со што ќе се пофалиме. Инаку самиот законот аспект на процедура, од она што јас го имам како информација, веќе во собранијска процедура и очекувам да собранието ги даде оние како финален филтер, законодавниот дом ги даде оние финални толкувања, финални забелешки, сите оние кои што се конструктивни, верувам дека ќе бидат прифатени, верувам дека ќе бидат дел од новиот текст и дека на крајот ќе имаме еден закон со кој што високообразовните институции конечно ќе можат да го насочат своето делување во она што е и нивна основна цел, односно во градење на стопанството и на државата. Речи си 1 час и толку е терминот за емисијата. Накратко, она што беше актуелно, спорно, топ тема последните 2 години, учебниците. Надминат ли е проблемот? Мислам, дали има простор да се разговара веќе за тоа, дали ќе има или ќе нема учебници? Мислам, добивам некоја чудна реакција кога се зборува. Ќе има ли учебници на 1 септември? Јас повторно би споделил еден податок кој што го кажа председателот на владата на почетокот на оваа учебна година, кога во својата изјава на првиот училишен ден кажа дека му е жал што зборува дека имам учебник за секое дете, кога пред 15 години зборувавме за компјутер за секое дете, една изјава која што вака навистина погодува во делот на сите оние кои што работиме во образованието, но она што јас можам да го кажам дека учебниците од 1 до 3 одделение се во училиштата, зборувам за следната година, се во училиштата од пред месец дена. Значи се веќе во училиштата, така да и ќе бидат во училиштата добри 6 месеци пред почетокот на учебната година. Исто ќе споделаме дури незамисливо. Реално. Интересно искуство во делот на дистрибуција, кога делот училиштата и одбиваат да ги примат со информација дека веќе имаат учебници, дека навистина им е чудно зашто добиваат нови учебници, а тоа се учебници, зборувам учебници од 1 до 3, затоа што на број се околу 250.000, неголема бројка која што се заменува секоја година,
и затоа тие се прави дистрибуирани за да го решиме онај најголемиот дел веднаш, а да во овој период ги решаваме и другите работи, додека пак за сите други учебници би кажал дека постапките се при крај. И она што е новост за разлика од минатото, затоа што имаше многу шпекулации во делот на новија постапки, е дека комплетно сите постапки во целост се јавно и транспарентно објавени на веб страната на педагошката служба, буквално до последното ливче, дека имаме една нова уредба во делот и на плаќањето на учебниците, кое што во минатото било во 4 очи, тоа создава сомнешка јавноста, и пак се тоа народни пари. Денес имаме уредба која што ја дефинира цената, имаме број на ученици, и многу јасно, значи кога имате број на ученици, подадена уредна, мислам утврдена од владата цена, многу јасно се пресметуваат овие работи, така да јавноста нека погледа на веб страницата, може да ги прочита и рецензиите на учебниците, затоа што и тоа беше во минатото доста горлив проблем, кога многу од нас велеа, еве учебници има, но имаме грешки во учебниците, повторно ситуацијата не е рештива, затоа решивме и тоа да е објавено, и ќе видите дека во рецензенти, еве да не шпекулирам, мислам да не излегувам со имење овде, но доколку ги погледнете рецензентите кои што ги вршиле рецензиите, ќе видите истакнати академици, македонски писатели, луѓе кои што секојдневно ги споделуваме нивните мисли на Facebook, тоа се луѓето кои што ги вршат рецензиите на учебниците, така да јавно објавено ќе можете да го погледнете сето тоа. На една пресконференција во Скопје, министерката одговараше на прашања токму, и тоа беше пресконференција за прирачникот за вештачка интелигенција, дело на Универзитетот Гоце Делчев, информатика, одговараше на прашање и беше лоцирано како еден од проблемите дека училиштата навреме не доставуваа податоци колку се за замена. Дали тој проблем е надминат? Мислам дека имаше и состаноци со училиштата, со директорите. Надминат ли е тој проблем? Не само што имаше состанок, туку минатата година Државниот просветни инспекторат како надлежна институција во рамки на овие активности спроведе за прв пат вонреден инспекцијски надзор на барање на педагошката служба во сите училишта во нашата држава. Идејата на овој модерен инспекцијски надзор, веднаш да напоменам, никој не беше санкциониран или казнет, не беше идејата да некој биде казнет, туку идејата беше да на овој начин ги мотивираме одговорните лица внатре во институциите да обрнат внимание на оние законски обврски кои што ги имаат и да внимаваат на пополнување на нивните барања, затоа што Министерството го набавува тоа што училиштата ќе го нарачаат. Значи, ние немаме право да држиме учебници на залиха, ниту пак тоа го правиме. Воопшто Министерството нема на залиха ниту еден учебник во резерва да го буквално се набавува до број толку колку што е нарачано. Така да тоа беше спроведено од страна на инспекторатот, а мојата служба во изминатиот период во 3 етапи спроведе обука на сите работени во училиштата кои што се одговорни за нарачка на учебници, и на сите директори. Зборуваме за преку 900 луѓе поминаа обука. Една од првата обука беше одржана и во нашиот град, каде што наше училиште беше домаќин на директори и на одговорни лица од целиот исток. Па потоа имавме уште 2 обуки, една за западниот дел на државата и една за Скопје, како место каде што имаме заради популација најмногу училишта, така да сите тие поминаа соодветни обуки, им беше презентирани правилникот, им беше презентиран законот за учебници, им беше презентиран системот. Нормално ги слушнавме и нив, затоа што и тие имаат што да кажат. Сите оние забелешки кои што ги имаат ќе бидат имплементирани во рамки на системот. Идејата беше да вакви ситуации со пречки во наставата, недостаток на учебникот поради системски грешки да не се случуваат во иднина, да тоа го забравиме и да воопшто да одговорам на прашањето, воопшто во иднина и да не зборуваме за учебници, да зборуваме за вештачка интелигенција, да зборуваме за некои други традиционални методи кои што можеме да ги внесеме внатре во училиштата, да зборуваме за начини на кои што можеме позитивни практики од страна да ги донесеме во нашите училишта, да зборуваме за воспитна компонента, да зборуваме дека си ја сакаме државата и да зборуваме дека младите повеќе нема да заминуваат, туку дека ќе остануваат овде и ќе градат оваа држава. Учебниците да добијат најнормална работа, константа која што секојаш ќе има. Точно. И да не се зборува дали ќе ги има, дали ќе ги нема. Благодарам, Роберт, за гостувањето во нашата емисија и споделените размислувања до некоја следна прилика. А следна прилика се надам дека ќе биде со министерката која што најавуваме дека најверојатно ќе биде наша гостника во скоро време, која ќе биде донесе законот за
високо образование, па и со неа ќе споделиме дел од информациите кои што до тоа ќе бидат нови. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата, Тони. Почитувани гледачи, тоа беше Роберт Аџи Петров, директор на педагошката служба во Министерството за образование и наука, ќе речев надворешни работи или одбрана за образование и наука. Останете со ТВ Стар, ново издание на Што мисли народот во среда.